Цивил медија. Како помина 2018 година? Што очекувавме, а што добивме во однос на политичките и општествените состојби? Па 2018 година без сомнение помина во знакот на Преспанскиот договор и целиот процес на ратификација на договорот и сега процес на промена на уставот преку уставни амандмани. Сето внимание на јавноста или барем онаа јавност која следи политика и оние граѓани кои сакаат на некој начин да влијат со своето мислење врз политиката која се носи во државата, го следеа овој процес и тоа беше највпечатливото во 2018 година. Еден долгогодишен спор од самиот почеток на независноста на државата во 1991 година до денеска траеше, ја попречуваше Македонија да стане дел од Европската Унија, од овие интеграции побргу да се движи напред, да стане дел од НАТО, и со тоа на некој начин беше ставена во позиција на изолација и несигурност. Безбедноста може да биде загрозена на тој начин што земјата е надвор од овие интеграции. Зошто? Бидејќи има внатрешни расцепи во општеството, има конфликти, има политички кризи, сето тоа го поминавме, сето тоа го знаеме и потребно е да се подигне безбедноста на едно повисоко ниво за целото општество да се сврти кон некои други многу суштествени исто така прашања како што е економскиот развој или постигнување на едно поинтегрирано општество, бидејќи сме ние сепак едно мултиетничко општество, расцепи и поталинија постојат и потребно е енергија да се вложи за да се надминат овие проблеми, а целата наша енергија истекуваше во конфликти. Конфликт со Бугарија, да кажеме, добро, тој се реши исто така со договор, но тој само почеток. До прва не чека имплементирање или примена на тој договор, а сега договорот од Преспа исто така не чека еден процес каде треба да се усвојат уставните амандмани и да се донесат оние промени кои се неопходни за да го се заврши процесот на хартија, што би се рекло, а потоа следува и имплементација на договорот, кој исто така е еден процес. Колку може да очекуваме во 2019 година дека барем дел од овие проблеми со кои што се соочувавме во 2018 ќе бидат решени? Која е перспективата на Македонија за наредната година? Па јас гледам пооптимистички денеска на перспективата на Македонија. Очекувам дека уставните амандмани ќе поминат. Значи, таа страница ќе биде затворена на конфликт со Грција. Грција ќе биде наш, да кажам, спонзор, поддржувач, пријател, се она што не беше до сега, заради кој трпевне последици од економски блокади во 1991 година, до сите проблеми што ги имаме во меѓународните организации, да не можеме да влеземе или пак да влеземе под привременото име, сето тоа би требало сега да го нема, да имаме една поддршка, помош, ќе станеме членки на НАТО и со тоа, велам, ќе се подкрене нашата безбедност на едно повисоко равниште, се очекува и економските придобивки од тоа да бидат поголеми, ќе се сврти енергијата на општеството, не само на политичарите, туку на целото општество кон суштествени работи, како што се вработување, како што се е стандардот на граѓаните, како што се меѓуетничките односи, така што ни стоева на грб и на глава овие проблеми со соседите и сега кога барем се направени првите чекори на подобрување на меѓусоседските односи, очекувам и постабилна држава, посигурна, побезбедна држава, очекувам подобар живот за сите граѓани. Цивил медија.